Хеј, Пандамониум радио шоу број 38. Јас сум Дарко Ерец Креч, ова е мојот човек Трајче и Кейт Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надевам дека сте добро. Дарко, некако неделава многу музика искочи. Некако неочекувано премногу музика, без релиз дейтс, без нешто посебно. Претходната недела зборевме за нова музика, сега пак ќе збориме и се надевам дека секој петок онака така ќе бидеме благословени, пошто како и претходниот имавме доста да збориме и шараут за сите луѓе што ни пишаа, дефинитивно. Бевме изненадени од реакцијата што ја добивме за посебно за пак ќе кажам не рап артист веќе, бидејќи замина во други води. Многу беше интересно, разврзавме неколку муавети со многу различни луѓе, онака што не очекувавме дека ќе дадат таков не текст, ама придонес онака мислење свое кон тоа што го зборевме ние и многу ме радува дека е така. Пишете ни коментари, ја обожавам да ги читам онака, дури ги најчесто и ги лајкам, ги проверувам секој ден дали има нови. Пишете ги, коментирајте ни, кажете ни ги вашите тейкс за работеве ние што ги збориме овде, бидејќи ни е од огромно значење и само уште толку поише не тера да идеме напред. Ја го преслушав албумот на Roddy Ricch. И? Па, знам, сваќам зошто луѓе го хейтаат така што го хейтаат. Поише критички него ли хейтање за џабе. Му фали мелодијата у вокалот што имаше на The Box и на претходниот албум. Само тоа ми е. Инаку албум е добар, интересен е, концептуален е. Има мемиња Live Laugh Laugh, дека е нешто такво, ама шала на страна, добар е албум е. Само што валјда не е тоа луѓето што очекува од Roddy Ricch. Мислам дека на крајот на денот се сведува на тоа, но ја би се сложил со Кире, што ни пише коментар дека албумот е многу добар со артистот новата генерација на трап музика, вака треба да звучи. Јас се слагам со тоа, брат. Значи ова ми е добар солиден проект. Дефинитивно. Од артистот од најновата генерација, што реално звучи супер испродуцирано. Не звучи избрзано, не звучи комплетно, звучи како финален добар продукт. Сега на кој му се свига окей, на кој не му се свига. Да. Тоа е тоа, али на крајот на денот мислам дека Roddy Ricch ни дае добра музика, со тоа што ќе видиме искрено колку од таа музика и колку од неговиот албум ќе помине во Македонија во ноќните клубови, бидејќи јас тоа што имам пуштено до сега, но луѓе има доста ново. Мислам дека нема стигнато баш до публиката бар која доаѓа на нашите настани. Пред се тука мислам на луѓето кои доаѓаат во ЕПИ во четврток, од кои најмногу би очекувал да се запознаени со неговата музика. Да, дефинитивно да. Ќе видиме, останува да видиме каде ќе стигаат овие нови албуми, до каде ќе успеат да допрат во Македонија, и не само во Македонија, него и на Балканот, дали луѓето ќе резонираат со нив или веќе си тераат по свое. Останува да видиме. Знаеме дека Roddy Ricch е многу квалитетен артист, еден од ретките што е од својата генерација. Така да не верувам дека и третиот албум кој ќе ни го дае ќе биде онака одличен за слушање и ќе има сигурно некој бенгер на него. Ама тоа останува да видиме. Што слушаше неделава? Прво, сакам ја да спомнам дека почнавме конечно со плейлисти. Со оваа емисија ќе имате плейлиста каде што ќе можете да ги чуете песните за кои што збориме. Рантајмот е некаде од прилика ист, така да претпоставувам дека можеби не е математички точно, ама доколку си ја пуштите плейлистата и си ја пуштите епизодата, у позадина цело време ќе ви врви музика која што ќе биде онака кажана и ќе биде спомната овде во емисијата. Шараут у Владимир за тоа, конечно пристапи кон Пандамониум, имаме нов член и ми е од огромна помош онака. Кој сака да се преклучи, имаме јавен повик, пишете. Го одолговлекувавме моментот да почнеме плейлистата, али викендов не натера да сакале некеле мораше да ги ставиме, како прво мораше да си ги ставиме песните ние тројца на едно место за да ги чуеме. И рековме, ајде од сега ќе ја направиме таа плейлиста, ја почнуваме од денеска, Пандамониум радио Weekly Selection, нерална селекција од музика за која ние збориме во оваа емисија, во овој подкаст, а тоа најчесто се нови изданија, музика која ни е во постојана ротација тој одреден период, без разлика дали е нова или стара, и некои постари заборавени песни за кои ќе збориме тука, ќе ги спомнеме, или ние ќе се потсетиме па ќе ги ставиме у таа плейлиста да ги чуете и вие, можеби да се разврзе некоја тема и некој цел тематски подкаст врз основа на тоа. Ја почнуваме таа плейлиста комплементарна на овој подкаст. За жал немаме радио емисија, денеска ќе беше супер да идевме лайв на Mixlr и да пуштаме музика и да ја коментираме, но ако ви се свиѓа ова, преслушате музиката која имаме на плейлистата,
па слушате го муабетот или обратно, чујте го подкастот, па чујте е музиката за која што ќе зборуваме денеска, бидејќи на вистина има многу да се зборува. Овој викенд излегува многу добри синглови. Јас се навратив на 2-3 албуми кои не се толку нови, ама се последниот месец-два, да речеме, не се најнови. Така да ја би почнал со сингловите, брат, би почнал со трагата која ти ја спомнал група, а тоа е новиот сингл на Joey Badass. He's back. Joey Badass валјда стави некоја пауза на својата актерска кариера, која што и е реално пролифик, барем сега за сега, бидејќи е на поише ствари. Shout out to 50 Cent за тоа. Не знам дали пратиш или не, ама... Не, брат, мора фан фактер да кажам, го видов вчера во списание, македонско списание, нешто за она Космо, нека промотивно списание на реклама за 1 милион парфемот. За Пако Рабан, да. Чекај, вака само го скролам, не знам ни зашто го скролав, го разгледував и онака, чекај, познат ми е ликов, Да. Joey Badass, викам, what the fuck, и сами текна кога го спомна. Да, Joey го има тој момент сега што го доживеа A$AP Rocky на пример во неговиот стардом, кај што почна да соработува со брендови, почна да навлага у фешн, па и A$AP Rocky има доп филм од не знам, од година пред година две, може и поише искочи каде што глуми. Ова сега исто го прави Joey, благодарност на 50 Cent каде што тој многу го турка во неговата продукција и во неговите серии, многу ми е мило. Имам гледано нешто, не е кој знае колку спектакуларен, ама е добар. И интересно ми е секат рапери која глумат, брат. Не знам зашто тоа ми е секат момент, бидејќи од секад имале харизмата и Joey е многу харизматичен кој артист и ова е токму таму. Тракава блика со харизма, онака и со енергија полна. Траката се вика The Revenge. Не знам зашо се осветува, се надевам дека знае зашо збори, бидејќи не знаеш како, у смисла Немаме долго време добиено него албум од Joey Badass, брат. Ни треба. Ме разбираш, сакам да чујам и да слушнам човеков што има да каже пошто го знаеме ние од 18 години. Сакам да знам сега што има да каже на 27, пошто е мој врсник, буквално е роден една недела пред мене. Така да ќе видиме. Се надевам дека ова е некаков приквел за некој албум и ќе видиме кај ќе иде. Но како и да е, битот е многу енергичен, јак. Тоа што сакам од Joey да го слушнам, пак онака него боли кур, тоа го надмина веќе одамна кај што треба да рапува на бумба битови за old school heads да го свиѓаат. Гајле му е веќе за тоа, не е тоа тој што беше. И ми се свиѓа кој е у овој лейн. Секад ми се свиѓал кој експериментира со музика и ова е токму таму онака. Да, мене потсеќа ова на првата трака во ваков стил кој излезе Devastated, да. Ми има таков вајб, ова е дури поенергично, потриумфално, Да, тоа е моментот. Поше може да грми во клуб и мислам дека ќе го пробам. Се надевам. Joey ќе вади албум, сигурен сум, и кога ќе го изведе се надевам дека ќе го оправда се до тоа време што го немаше на сцената, бидејќи стварно вреди кој артист, стварно е многу добар, има многу добри квалитети кои што реално е изоставен од времето, од фактички артистиве која би ги наборал што ја започнале декадава. Ама човекот од својот микстейп 1999-1999 направи партал и отвори дупка, брат, отвори кратер во хип-хоп сцената тогаш. Не знаеа што се дешава со човеков, како може на 19 години, на 18 години вакви ствари да прави. И плюс го врати звукот за кој многу беа носталгични. Да, и им дае онака ветер во грб за да може да си го клейм на тоа и Нью Йорк и све. Пошто рачунам дека и тоа е стартна и контрол во 2013, значи Кендрик тука стартна цел берел кај што имаше. Значи има многу добри моменти, Joey Badass си го има заслужено тоа да биде артистот таков кој што е сакан од сите, дека е почитуван од сите за своите лирички способности и не очекувам ништо освен онака одличен албум. Revenge мора да го чуете, се надевам дека ќе ви се свиѓа, мене многу ми се свиѓа, посебно ако сакате онака малце, како што кажа Дарко, триумфална музика реално. Се повеќе ја гледам и се почесто таа продукција на трап битови со дувачки инструменти. Омилената за мојата омилена. Со тоа што малце претеруваат сега, али си држи. Тоа е тоа. Идеме на следната песна. Hate to say it. Азизи Гибсон и Фреди Гибс, кажи ни зашто стави оваа песна на плейлистата и зашто ти беше ротација. Брат, ова пак ќе кажам, благодарение на Spotify сега што вади како notifications ми вади кога ќе извадат нови песни, нови албуми, кога ќе стигаат од луѓето и од артистите кои што ги следам. Ми искача дека Фреди Гибс има нова песна во колаборација со Азизи Гибсон. Азизи Гибсон е артист кој што ти текнува на времето
кога беше all the rage, кога беа корејските артисти. Добро. И Джима 2014 тоа време. А Зизи Гипсон имаше тогаш хитови, брат. Беше многу мрачен и баш беше у тој лейн онака. Трап битови, ко Night Lovell мрачни имаш, дури и соработки, ако не се лажам, со Night Lovell, со Джес Картиет у тоа време ептено онака меланхолични трап битови. И после тоа некако валјда и мене тој период ми заврши на таква музика која слушав и го заборев скроз. А не знам зошто, имам чат со него, кај си ми пишуваш за ствари, не, онака ми има искоментирано, ме следеше едно време на Инста, појма немам зошто. И си викам, човеков го немам слушната, премногу време, као. И плюс со Фреди Гипс, као, дај да чујам да видам што се деша. И ме изненади. Ме изненади Фреди, има многу чудни соработки, ако влезете на Фреди Гипс на профилот, ќе видите дека има многу чудни соработки со артисти кои што инаку нема шанси да стигнеш до нив. И валјда се paid versus, онака валјда го плаќаат добри пари за да се појави, бидејќи ако видиш перспективно вака од страна, Фреди важи за еден од предводниците сега на тој вистински рап на underground сцената. И нормално е некој артист што е помалце познат да сака да има фичер со него. Така да чуден микс, ама интересен микс, интересна продукција. Фреди си го прави своето, а Зизи Гипсон исто ми се свигаше после толку време. Пак го има тие мрачни тонови, ама продукцијата не е таква. Не е тоа што беше у 2015-2014. Интересно е, позитивно ми изненади и треба да се чуе. Ја проверив, има некои нови проекти, има доста проекти кои што бил активен онака. А Зизи Гипсон, барем 2018-2019, мислам дека ќе се навратам да видам што ја ми спуштено, да видиме кај ќе иде. Пошто знам дека го слушав човеков у 2014-2015 и прекинав тотално и сега пак онака у 2022. Ќе видим, ама звучеше промисинг од тој сингл, така да ако ова води кон некој албум, не ископав доволно да видам кај иде овој сингл, ама се надам дека ќе биде нешто добро, брат. Фреди Гипс секад ми е плюс, така да. Мене ми е супер така за оваа наша плейлиста. Ки должам да кажам дека ќе ми биде постојано во ротација, али да ја чујам, ја слушнав 2-3 пати од како ја прати ти, супер е проаѓа. Само збориме за следната песна, Surround Sound, J.I.D, 21 Savage и Baby Tate. Знам дека имаш многу што да кажеш за оваа трак. Лудори. Прво, пред се, пак ќе кажам, Public Service Announcement, 21 Savage е most grown up artist од трап ерата во било кое време, од 2010, 2011, 2012. Не постои друг артист кој што се издигна на вакво ниво да биде волку прецизен, волку версатилен, да биде волку отворен за колаборации, брат. Тој соработува веќе со луѓе што никад не би помислил. Као Джит е од Атланта, он е од Атланта, во ред, ама друго е, ме разбираш, што се има други артисти се наоѓаат на трака. Брат, се почна со J. Cole и мислам дека тогаш се отвори целиот пат и целиот лейн на 21 Savage. Инаку мора само да кажам дека он е артистот кој најмногу порасна од ситуацијата во која што беше и каде што ние го стававме. Тој можеби не се осеќаше така, но по изгледот, по начинот на рапување, ние му го дадовме тој лейбл, апсолутно. Целата сцена така го гледаше, бидејќи изгледаше како сите други. Како еден обичен трапер кој прави еден микстейп, има еден хит или полухит и тоа е тоа. Неговиот раст последниве 6-7 години е нереален и мислам дека секој следен фичер го става само се повисок и повисок на тие рап скалила, во играта и мислам дека веќе го надмина, не е она трап артист, него е солиден хип-хоп артист од новата генерација. Брат, луѓе го посакуваат да биде на фичер, ме разбираш као. И тоа луѓе што не се од трап сцената, него со таа хип-хоп рап. Има генерално поштовање за општо за рап артистика. Не мора да се трап, не мора да се рап, општо као луѓе го сакаат и тоа многу ми е добро. Пошто песнава постои ко снипет малце од поодамна. Ако не се лажам, некаде август се појави некој снипет. Ама не беше во цело, само се знаеше дека Jid и 21 имаат трак. Ова која искочи семплот плюс онака бит свичот на крај. Партали. Легендарен семпл за луѓе што не знаат, ако немаат слушано Mos Def на времето е Misfit Booty. Легендарна исто песна сама по себе, да земеш таков семпл и да го оправдаш е многу голема ствар. Ја тоа само ќе кажам дека најчесто луѓе кои пробуваат тоа да го направат, онака фелнуваат и тоа мизерно 90% од времето. Ова не е тоа, ова е сосема поинаку, ова ми изненади. И дури знаеш што, толку дека веќе не као Mos Def баш слушав пред некое време, ама
нема си ја пуштам Fat Booty дека таа му е едно од најголемите хитови. Ќе пуштам нешто што е по low key онака, по внатре у неговиот календар. И се мислев као кој е семплов, буквално се укочив, не можеше да ми текне брат. Седор не се свестив после 2-3 минути дека усари Mos Def ова брат. Која е конекцијава брат? Ја тоа не разбирам као дали мислиш дека 21 Savage е свесен за тоа дека работи на Mos Def? Мислам дека да брат, таа песна Сигурно. Не, таа песна е многу повеќе од хип-хоп класика, таа е онака. Сигурно. Верувам дека сите ја знаат и верувам дека се вртело на радио. Ако ништо друго, нивните родители сигурно ја слушале кога биле помлади онака. Да, тоа трансцендентираше хип-хоп. Ја не памтам една журка кај што не беше пуштена брат. Зборам за почетоците ја кога искачав 2009-2010. Да, за warm-up сет или во Стоби. некои миксови, да. Да. Не, ја не сум ја пуштал искрено, али да. Да. Разбирам, ама како и да е. Ова е трака кај што и двајцата и тројцата фактички го оправдуваат. Baby Tate не сум упознаен со него. Не го знам кој артист, нема да лажам, ама секој си го направи своето и ја направи трагата што е феноменална и од продукцијска гледна точка и од раперска гледна точка. 21, кој што кажа, се поише и поише ми се свиѓа и се надевам дека само така ќе продолжи. А Джит си е Джит нормално, као тоа е неговото rapid flow, неговите многу добри witty lyrics. Нема мис овде на песна, ништо. Ја морам да кажам дека не ми се свиѓа Джит брат. Пробувам да го долго време више пробувам да го Тежок, сварам и малце сватам. потежок е, да. Not my cup of tea. 21 Savage, битот, семплот, одлично, Baby Tate не се ни сеќавам во моментов на неговиот верс, али и мене ми се допаѓа оваа песна. И многу интересно дека се почест станува овој стил на, како да го наречам, трап битови, што трап кој влече можеби некај 90-ти, некај 36 Mafia некој момент има во ритм секциите на инструменталите и малце постар саунд со семплови. Тоа што го видовме на моменти е лоу-фај, на моменти е поенергично, тоа што го видовме кај Зеара Шат. Јас осеќам дека овие две песни кои ги спомнавме и следнава, Come My Way од Саба и Crazy Bone, мене сите ми звучат така некако. Да. Не знам, можеби не можам да го објаснам убаво, но како би ги класифицирал ти овие песни, брат? Поише кој алтернативна трап музика, брат. Ама кои се карактеристиките на овие? Не знам, тоа е многу free flowing онака, не би можел да го, пошто знаеш како го имаш и Мик Дженкинс рапува на трап битови, ама го имаш и Изеа Рашат рапува на трап битови, ама го имаш и Изеа Рашат на Lay Witch, брат, кај што е ептен онака аплат трап бенгер, што е Мисисипи бенгер, ме разбираш? Тенеси бенгер. И од друга страна, и овие се такви, ама не се бенгери. Не се бенгери, точно. Така, го имаш Джит со Scatter Brain, кој што можеш да кажеш дека е бенгер. Го има луда на песната, го има Да, ама Conway. добро, Тоа е помодерен, тој е помодерен трап саунд. А ова е сосема нешто поинако и као не би го нарекол алтернативно, можеби претенциозно звучи тоа, ама пак има нешто што не го прави да биде као ептен трап музика, ме разбираш? И е свежа доста. Свежа, дефинитивно. А тоа ти велам, кога некој ќе направи нешто, кога ќе семплува на добар начин и кога луѓето кои што рапуваат на тој семпл го оправдаат истото, нема мис брат, нема мис као можеби нема да иде по клубови ама ова ќе биде street certified брат. Има луѓе кои што има core fan база Джид, има core fan база 21. И многу се сакаат и многу се поштуваат измеѓу за да ова да не успее брат. Ова за нив е успех. Мене ми ова класична Spotify плейлиста песна, онака мислам дека има на илјадници Spotify плейлисти. Дефинитивно. За рандом да се пушти у било кое време од Да, онака, да, во ротација да ти биде дека може да класифицираш на 100 различни начини, и да ставиш на 100 различни места, припаѓа секаде. Јоп. Почнувајќи од онаа Mellow Bars плейлиста која зборам, до New Joints и до други плейлисти кои се курирани од тимот на Spotify, а камоли други. Ајде да збориме за Саба и Crazy Bone, на интересна комбинација на ептен нов артистот, најновиот бранд на алтернативни, да ги наречам рапери, со легенда како Crazy Bone. Ова не знам од кај дое брат. Ја исто бев зачуден, го гледам и тоа не знам од која причина. Се уште го имам Crazy Bone на Facebook брат. Му имам лайк на тој пејџот и ми искача. Не лажам, не се не зафркавам. Добро. И као гледам my new song with и се поише, ама валјда има врска тоа брат. Се деси нели версусот? Па сигурно. И сигурно сега дека има поише traction, поише ми искача и мене на фид. Ја не памтам кога последен пат Crazy Bone го имам видено на фид кај мене брат. А и сега искочи брат. Искочи као снипет од песнава. И си викам што се дешава као од кај Сава со Crazy Bone брат, као
Никад не би помислил дека такви два артисти може да се спојат. И од друга страна си реков, окей, можеби Версусот имало нешто врска околу ова, пошто Crazy Bones имаше моменти тоаш, ме разбираш, као можеби Саба е голем фан на Bone Thugs and Harmony. Не можеш никогаш да знаеш, да. И најверојатно и таа не се врсници, па да се од mutual friends да имаат или нешто такво. Не верувам дека е тој случај. Претпоставувам дека Саба, кој огромен фан на Bone Thugs and Harmony, го има исконтактирано, има стигнато до Crazy Bone, имаат направено песна. И добре, мене ми се свиѓа, малце е носталгија, стара е. Саба ми е секад окей, мело е, лабав е. Си збори тоа што си збори за многу добри ствари. И не знам. Не, она Bone Thugs and Harmony моментот на пеење на рефренот е... Да. Го има тој класик момент, брат. Значи, да, и тоа така е тоа, брат. Носталгично е и за луѓе кои што ќе видиме Кицо, ја ќе му ја пратам на Кицо Праскада да видам што ќе каже за ова, брат. Он е голем поштовач на ликот и на делото на Bone Thugs and Harmony и на сите уствари внатре во Bone Thugs. Така да ќе опрашам да видам што мисли за песна, дали му се свиѓа. Саба не знам како ќе реагира на него, ама Crazy Bone знам дека му е тука. Да. И ќе видиме што ќе каже. Не, дури ќе имаат на хип-хоп министри оно еден многу јак лајн со Марса хармонија во рапот, сме ко Crazy ја и Busy ја. Bars, решетки. Хип-хоп историчари. Да. Овде. Се смеевме со Даре, има тоа баш боревме и угрупенче зборевме со Марса дека мразиме луѓе кои што се само хип-хоп историчари. Ја премногу сакам историја, посебно за музика која станува збор. Исто сум таков, као сакам да знам години, сакам да знам семплови, сакам да знам кој од кај е. Ми интересираат такви background information кои што се многу поише од самата песна, ама кога го имаш само тоа, немаш перспектива. И баш тоа беше за Марса ме праша зашо имам лајкнато тоа меме, ќе го постнеме ако треба и мемето учат. Не е ни битно дека као демек рап историчар ти се приближува и ти идеш на другата страна од улицата само за да го одминеш. И стварно е така, ме разбираш, као ја немам ништо против такви луѓе, ама најчесто тие што замараат дека знаат све, но уствари нивното знаење завршува од 99-та. Ме разбираш, ја имам проблем со тоа. Многу точно. Пошто од 99-та почна нова ера на музика која што преминала, брат, која што била многу попозната, брат, и многу поголема неголи тоа што било тогаш. И секад се зголемува, никад не се намалила, ме разбираш, као само рап универзумот е веќе окрстиме, само се зголемува од тоа. Брат, ама ти рачунај 99-та е на пола некаде од почетокот на хип-хопот од денес. Значи, колку што има до 99-та, толку има и после 99-та хип-хоп музика, со тоа што сега има многу повеќе квалитет и квантитет во споредба со минатото, така да не може да споредиш, брат. By point exactly. Затоа на пример мразам луѓе кои што зборат само за старото, ако не го гледаат и новото. Затоа имам проблем со old heads кои што зборат, бидејќи едно е ти да збориш со некој што слуша само трап музика, брат. Тогаш можеби поентите твои ќе бидат валидни. Не можеш со мене, брат, ама тоа кој што слуша хип-хоп, кој што наликува на тој што ти го слушаш, а ти не го слушаш овој пошто е искочен од 2020. Ти си проблемот, не сум ја, ме разбираш, као има ден денес, има музика за секој вкус. Затоа е тоа многу добро каде што артисти успеаат да си изградат свој кор фан бази и да си имаат ниш контент и музика која што си ја креираат за луѓето кои што нив ги слушаат, брат. Ама ќе му пуштиш нешто на таков олдхет и ти вика, абе, шо е ова, брат, као ова. Океј, брат, ама многу е префинето, брат, шо е ова, го нема овде, го нема онде, брат. Брат, најако е дека тек сега луѓе се закачуваат на трап или на било шо вакво. И многу голем дел од раперите, да. Ерата више привршува, така да тоа е онака најсмешното и најинтересно. Касните на возот, да. И тоа доста време. Тоа е, немам ништо против, ама тоа ми беше причината, затоа се смеевме дека рап историчари сами по себе се лошо, не знам, a bad of bunch of people, брат, кај што стварно е така, брат, се караш со нив за безвезе, као стрелат онака без нишан, брат, ме разбираш, само пукаат и ништо не... Пукаат у воздуху празно, да. Кога сме ќе више кај old school ера и кај old school момент, добивме една соработка од AZ и 2 Chainz, која се вика Motorola ера. Брат, што се случува со 2 Chainz? Некој нека ми објасни. Брат, возрастен е човекот. Ништо не се случува. Мене ми е човеков чекал да наполни 42 години за да прави соработки со
со AZ, да го има Не. DJ Premier. Сега се Предобро. пронаоѓа таму, брат. Он Да. поблизу ќе со таа генерација отколку со новата генерација на трапери. Разбираш? Мило ми е дека е така. Искрено се радувам дека е така, пошто не звучи човеков како да не е во лига со AZ, брат. AZ беше еден од и ден денес се смета. AZ искрено и сега го извади лани, фактички крајот на годинава, што пројде, го извади и неговиот Do or Die 2. Конечно, брат. Кој беше негов најголем хит? Не можам да се сетам, брат. Do or Die. Ако не се лажам, со Нас имаа песна каде што беше мега хит и уствари беа Нас и AZ, каде што буквално не се знаеше кој од нив и после Нас си го извади Илмерик и Нас го зеде целиот тој бран. Инаку AZ буквално у тоа време своевремено со Нас му беше тука некаде си парира и у lyrical skill и у све, и у продукција. И после 20 и кусур години човекот го извади продолжението. Има многу добри песни. Ја го преслушав и мило ми е дека се дешава тоа и плюс сега од кога го гледам дека Two Chainz со работа е со него. Се уште се оштри, брат. Се уште си го имаат пенкалото у рака и си пишуваат текстови добри кои што треба, брат. Има контент, зборат за многу ствари, за многу стари ствари, за Motorola ера, зборат за flip phone ерата. Good shit, брат. Јас само тоа ќе кажам. На крајот на денот се враќа, се врти она Да. тробек Ама момент. се хајпам, бе, разбираш као, се одлично. хајпам дека е тоа, као. Окей, talk your shit, брат. Дај да видам што имаш да кажеш. Да, кажи ни поише за уште една трака која стави од Two Chainz, која се вика Southside Hof, која излезе Да. лани, која се најде на неговиот албум. Јас имам ставено на мојот микстейп. Зашо стаја оваа песна тука, Па, брат? знаеш зашо? Ова е ја би го нарекол Forgotten Gem, бидејќи од албумот имаше многу други песни, бидејќи го има Kanye, го има све, ова е заборавено, брат. Ова можеби е хайлайт според мене на албумот, Исто. пошто ова беше можеби првиот пат да го чуеме онака Two Chainz да си каже, чекај сега малце, застанете. Еве видете ме ја као можам да рапуем, брат. Кај што влечи паралели, не е прв пат, далеку од тоа. Човекот го има најдобриот верс на Mercy, брат, реални да бидеме. Имам најдобри врсови на многу песни на кои што бил. Факт. Но овде беше као дај да видите на оваа продукција што можам да направам. Дај да се споредам со Jay-Z да ви кажам ја што можам, брат. Да видите дека јас сум Jay-Z од југот, брат. И песната мене не знам, брат, ме лупна од земјата уште кога искочи. И сега има една као компилација, не знам што е, и ја реиздаде песната. Искрено не приметив некоја разлика, не знам дали има или нема разлика од албум изданието од лани, но онака си викам, еве ја паралелата, брат, еве откај доаѓа се во ова, брат, еве зашто има човеков сега со DJ Premier извади и еве зошто сега доаѓа тракава со AZ. Има смисла, ме разбираш, као влечи човеков од некаде. Ако се деси Two Chainz да извади цел таков албум, брат, ја ќе бидам пресреќен, брат. Мислиш бумбап албум или Па не мора да е бумбап, туку едноставно да е потрадиционален кај што човеков ќе рапува, брат. Ме разбираш да збори за financial freedom, да збори за неговите искуства од 2000-тите, од 90-ти што правил, пошто луѓе забораваа дека Two Chainz, брат, иако беше на почетокот на ова, Two Chainz кога почна да биде рапер имаше 30 и кусур години, кога брат. почна да биде сам? Кога почна сам, на почетокот на оваа ера како што ние го знаеме, да. Тири бој. Да. Така да Two Chainz, кој што кажа ти, е буквално со нив, бидејќи човеков веќе има 30 и кусур, може 40 години. Ја мислам дека имаш он 32-3 во 2012, брат. Така нешто, да. Исто кој што сега е случајот со Фреди Гибс, брат. Фреди Гибс почна да му вире неговата кариера на 37 години, брат. А рапер е од 19-18, така да тука му е него местото, искрено тука му е и многу ме радува дека е тоа така. И не е само тоа, брат. Као се поише гледам луѓе онака сакаат. Валјда, брат, но сите ги мава сега носталгија. Тоа е доброто, кој што кажа. Циклусот се врти и сега си доаѓа пак тоа. Да се реинвентне, да се земе кој инспирација, да се смени нешто. И тоа што го добивме само на 24 сати е многу добар пример за тоа, брат. Мислам дека неизбежно е мора да го спомнеме тоа, целото тоа. Изи. Јас само тоа ќе кажам изи. Kanye што и да прави, ја само можам да го поддржам у тоа, брат. Не знам, пуштене кој што кажа на стотка ти, тогаш буквално. Човеков е ептен пуштен на слобода, си прави тоа што сака. Не знам од кај да почнам, брат. Гледав видеа еден тон, брат, онака си и тоа, знаеш што, многу ретко се дешава многу ретко да гикам за работи кои што рапери прават. У смисла као и на day to day basis да гледам studio sessions. Antics. Ги гледам тие класиките као не знам, чат пат ќе ми се деси на YouTube да ми даде алгоритам да ми го покаже
Jay-Z кога му е пушта Timbaland Dirt of Your Брат, тоа Shoulders. цело време кружи на YouTube, Така. да. Тоа е легендарно, пошто тоа има 20 години поминато тоаш. Сега. И од таа ера има многу помалку видеа од студио, тоа е Така, останато да. како нешто што ќе се памти за секој. Сега овде се дешава, се собираат страшна екипа на луѓе. Као брат, пред се кој е екипа од кај. Нереално, брат. Мислам дека кој од кој е пооткачен и кој од кој е. Ама брат, Као прво сите се многу стари, брат. Тоа мора да се зему предвид. брат, ко прво Антонио Браун е таму у екипа, ме разбираш, у студио се си. Антонио Браун тие што не пратат НФЛ пред 2-3 недели на среду такмица се скара со тренерот. Тренерот му рече дека демек толку од тебе. Овој на среду такмица зема ја соблече опремата, ја фрли у публика и гол. Мафташе на публиката и си отиде од салата и се нема вратено од тоа. Пиштол гол? Горе гол А, добро. и мафташе на сите Ја видов, сайн ама и као демек јас сидам тоа кој ве ебе. да. Онака као и си отиде тоа што се нема вратено никаде од отпуштено од екипата и така натаму. Значи тоа е Антонио Браун, тие што пратат НФЛ знаат дека после еден тежок удар кој го имаше на главата пред 7-8 години, човекот не е ист и е тотално откачен и е будала. Флойд Мейведер, брат, е таму. У тоа друштво исто така. Може би не тој ден кога снимале, ама утре ден да се појави на видео. The Game? Од кај се појави The Game, брат? Како The Game доби релевантност сега? Не можам да разберам. Не ми е јасно, не знам. Има некои ствари кои што не ми се јасни, брат. Таму е чекај, ама ова Ајде. само се продлабочува, брат. Да, ајде. Значи го имаш Кање, го имаш The Game, го имаш Антонио Браун, го имаш fucking Top Dog од TDE, брат, газдата. Што прави тој таму, брат? Тој не е ни артист, ме разбираш, као човеков ги брат, врати се, заврши го албумот на Кендрик, ме разбираш, као остај овде. Го имаш DJ премиер на FaceTime, кај што го прашуваат у тој момент дали може, му ја пуштаат песнама, брат, онака у студио и му викаат као, абе планиравме ти да скречеш на крај, као дали можеш ти тоа да го направиш до петок, ни треба до петок. И човеков као им вика као ќе пробам, ќе видам дали работите за новиот албум за The Game. И овој вика као не работиме за The Game, работиме за сите. Ќе ја земеме целата музичка индустрија во наши раце. Не знам зашо му верувам кога ќе го каже тоа, брат. Тука на сликата ти пушат и се проки иначе. Да, се проки и пушат и беа исто вакво. Као тоа е прелуда, брат. Виктор Крус исто беше таму многу луда комбинација на луѓе, брат. Многу луда комбинација на луѓе. И тоа е Кање, брат. Тоа е сршта, брат. Кање креира ствари. Знам веќе дека има песна со се проки, имаш и снипет од неа. Ама тоа што искочи и тоа што ни ветија, искочи. И тоа е Easy песната, која што е да не кажам не бари интересна, брат, као ако не друго е интересна, ме разбираш? Како има многу луѓе што чувствуваат као демек, абе не е јака, што е ова, зашо ово волку хајпа за вакво гомно, што се дешава со песна. Имаше многу критики на интернет, читав и поредите едно друго, ама од друга страна, исто кој што изборевме за трагата на JID и на 21, овде има исто легендарен семпл од Eazy-E, затоа се вика Easy песната. Каверот е на следно ниво. Као, ова е втор кавер што го гледам таков експлицитен. Првиот беше од лани на Арманд Хамер. Извади албум, тоа е рап група од Лос Анџелес. Извади албум со Алхемист, се викаше Харам и на каверот имаше буквално две глави од свињи пресечени онака буквално. Ова е нешто такво, ме разбираш, ова го има црвеното, тоа Bloods на The Game и Bloods нормално и на Eazy, пошто и тие се gang affiliated, зашто тогаш и као не знам, чудно е, брат. Но каверот е Ептен Страйкинг, онака баш да збори. Мене ми е тумаш, брат. Да, не ми се свига, дури тумаче. Ептен in your face. Не знам како да се осеќам за него, ако ништо друго грозно изгледа, брат. Разбирам зошто го велиш тоа, ама од друга страна The Game е лудак certified и тоа е отидам, брат. Као он е многу добар артист, ама човеков тоа ако гледаш на интервју што збори, таков е, брат. Он е тоа, брат. Таков е. Out there не се замара за луѓе што ќе кажат Ептен, таков е. Кање е токму тоа, само Кање валјда му треба поттик, брат. И The Game тука е да му се израмни со енергијата, брат. Ама ако тоа значи дека ќе извадат албум, рекоа дека Don Da Tu исто искача. Тоест, не знам дали го видите тоа. Тоа се појави скриншот од Moneybagg Yo. Moneybagg Yo. Kanye West го бара Moneybagg Yo
За Donda 2, брат. Тоа би било мега, брат. Као Money Bag Yo, брат. Од сите луѓе Gangsta Spain, брат. Ја пак ја кажам дека многу изоставен албум, брат. Многу изоставен албум, требаше да се најде, може би требаше кај мене на Honorable да се најде, на Honorable Mentions, брат. За тоа што го направи, за бројките што ги направи, каква платформа му даде на Moneybag Yo, такви контакти да стекне, брат, за да дое сега Кање да му пише од него дека му треба за Donda 2, си успеал. Реално. Не, брат, ама си направил реално... нешто квалитетно што треба. Си направил нешто Тоа квалитетно. нема муабет за тоа. Он има големи хитови и он не е стигнат уште во Македонија, но за тоа што го прави, го надмина и он она траперското моментот излезе од само да е трап артист, сега е комплетен хип-хоп артист. Да. И ова е уште еден косайн кој него не му треба. Ова поише и кажува и за Кање кога е отворен за се, бидејќи јас не можам да го замислам Moneybag Yo на саундот на кој беше Donda Кецот. Ако е некој поинаков саунд, можеби да. Тоа ќе видиме. Пошто ова Easy, иако не уште ја има, рекоа дека ќе ја избришат, дали ја има уште? Ја има, мислам дека. Ја има? Има го нашата плейлиста има. Да, Зашто да избришат? Па рекоа дека демек само 24 сати ќе биде available и ќе ја повлечат. Wild. И како и да е, Kanye is wildin. Го сакам тоа, брат. Јас секад кога е off the rails, онака кога е пуштен на слобода, у смисла, знаеш како, кога нема притисок од други луѓе, и тоа сега што му се деша и со Джулија Фокс и све тоа вајда него му дава енергија, брат. Тоа е одлично. Да. Последен пат вака кога беше го добивме Heartbreak, Innovates and Heartbreak, така да ќе видиме што следува, брат. This might be a crazy journey, ама ќе стигнеме таму, кај да е. Ќе видиме. Donda 2, се надевам дека ќе искочи кој што кажа, иако не сакам искрено да го сквернави името на Donda, као не треба да се искочи од својот лейн, зашто беше Donda, за сега Donda 2. У смисла, пак треба да си има продукцијата што треба да продолжи, брат. Ако сака да извади албум друг со The Game да биде ваков по in your face и со такви кавери, нека го задржи за нешто друго. Ама Donda 2 ако е продолжение на него на Donda 1 и го носи името на неговата мајка, нека се пак задржи до тие, у смисла, знаеш како, да нема пцуење во песните и све тоа. Тоа би го поштеал од Kanye, иако ја не сум фан на тоа, ме разбираш? Ама би го сакал тоа за континуација од првиот. Тоа би било добро. И нека има уште еден проект да видиме што ќе каже, брат. Вака, ја мислам дека тоа со Donda 2 со Moneybag Yo муабетот, добро, може би он така го вика у глава, може да го има замислено така, додека излезе кој знае како ќе се вика и кој знае како ќе изгледа и звучи. Од друга страна, мене оваа песна Easy ми изгледа како one-off, ми изгледа буквално како фристайл. И битот е таков, значи само еден семпл е, на луп цело време врти. The Game има 16 или 32, не сум сигурен, Kanye има еден по free verse, кој што збори за секојдневните работи што му се случувале тие 2-3 дена, таа една недела. Да. Онака баш е како фристайл и пушти го битов и добар, ајде да снимиме, ајде да го извадиме одма. И супер за тоа што е како такво. Тоа дека е песната кој знае колку добра и кој знае колку дека ќе го смени звукот на хип-хопот, да го се смени во оваа насока, брат. Далеко. Не. Не сум за тоа искрено. Тоа не се дешава, брат. Јас само знаеш што се плашам. Али ми се свига Kanye, што викаш ти, out there, in your face, се враќа со пцуење, на заебанција тоа кажано е, демек да го тепам Пит Девидсон, ама јако е да ја видиме таа страна пак, брат. Да. Тој Kanye е добриот Kanye, да. Видовме блесоци од тоа на Donda, кај што рапува на Hurricane, малце поагресивно, кај што онака сам е свесен за тоа што и вика јас сум гениалец, али забегав и некои такви работи, и ми се свига тоа онака кога е он свесен за тоа и кога е агресивен да го каже тоа. Тоа го пуштам, мене ми се свига пуша содржински оваа песна отколку звучно, искрено. Да, сонично не е таму, да. Сонично. Да. Можеби најдобро од се ми онака вокалот на Kanye ми се свига, тоа тој посмирен со малце мелодија во него и без да пее. И скрчовите на крајот DJ Premier се одличен. Да, DJ Premier одличен на. Да, за до петок среди работа. Зачин. Апсолутно, да. Знаеш што, од друга страна мене само едно ме плаши, ама не верувам дека ова, тоест кога ќе размислиш дека чим пуша ти го дозволи, нас го дозволи, Тиана Тейлор го дозволи, се плашам да не се деси истото што се деси тогаш Kanye кога беше на Production Spree, кој што кажа дека
ќе извади као беше секоја недела ќе вади по еден Па албум. ваде, ала, Едниот за нас, едниот за на Sir, нели на Тијана Тейлор, искочи Дейтона тоа време. Да, Kid Cudi и заедничкиот проект на Kanye и Kid Cudi. Да. Така да се надевам дека нема да се деси тоа, пошто тоа беше преизбрзано, брат. На Sir, на пример, е еден од тие кои што велеа дека има многу потенцијал, дека Kanye го утнал пошто го избрзал. И стварно беше така. Имаше многу потенцијал тој албум, го избрза. Не треба овде да биде така. Не, мене ми е скроз различно, брат. Он нема да има продукција, он само ќе иде од град у град. Не знам дали Да, гледавте цело интервју на Drink Champs, он ќе иде од град у град, у секој студио, кај што ќе се најде, ќе фрла версови, ќе собира луѓе, ќе се прави некоја музика и можеби тоа ќе излезе у форма на некој проект или можеби нешто документирано као видео, као филм или Ќе видиме. Интересен момент како и да е, ми се свиѓаме. Тоа беше хайлайт на оваа недела, мислам дека онака Сите збореа за тоа, брат. На Инстаграм се збореше само за тоа. Немаше пејдж кај што не пишуваа за тоа. И нормално само тоа ова ќе го спомнам на брзина. The Weeknd, брат, флопна искрено. Брат, он си знае. 2000 sales разлика со Гана. Брат, сега имаш официјално Гана го победил, не стримва ти го пратам. Да, тоа на крај искочи, тоа денес искочи. За време на снимање, брат. Кај што не знам, тоа е. Ете, Дрейк го извадија делукс фактички на Billboard 200 прв. 150.300 тотал има Гана, а The Weeknd има 148. Лудори, брат. Значи 2000 повеќе. Ендофанера. Што да кажам, брат? Ендофанера, брат. Ова ако не му е одговор за тоа што ние го зборевме усвари за критиките кои што ги укажавме. Ако ова не е одговор на тоа, као потврда повеќе ако афирмација дека знаеме што збориме колку толку. Стварно луѓето не го слушаат тоа, брат. Колку и ти сваќам, имаше луѓе што ни кажаа многу добри поенти. Шараут у Марс, шараут у Кире кои што ни пишаа за проектот. Сваќам зошто и за Игор. Нема, тоа можеш ти да бараш, брат, добри работи во албумот можеш да најдеш. Дали ќе на кратно денот се сведува сцена, дали ќе земеш да си го пуштиш или не? Го пуштиш пак, да, тоа ми е мене, брат. Тоа ми е мене. И затоа, а и плюс Гана направи многу добро. Тоа велам, брат. Ова беше одличен маркетиншки трик. Валјда намерно заебаа работа, не го пуштија цел, брат, чисто онака без 3-4 песни. Ова не е делукс изданија, брат. Ова е само континуација, брат, сега што искочи последнава верзија. Верзија е некако со песната Pussy Power? Да. P-Power? Да. Као мене не ми ни звучи ко на Deluxe, мене онака буквално намерно да имаат изоставено, брат. Да, намерно, за сигурно. За луѓе да ја параат, за кога ќе искочи, бум, да има еден surge онака на луѓе кои што слушаат. Кога збориме за спонтан ролаут, а квалитетен, нова мислиме. Нов линго направија заедно со цела оваа СД екипа. Ново меме направија на интернет. Нов начин на пишување на коментари, секој коментар на Инстаграм овие 2 недели може да се види на плавото П за паркинг. Pushing P. Alex Ain't P. Шараут до Марса кој вчера у група ни објасни што е. Да. Се качиле на private jet, пилотот сакал да ги сидне, не сакал да ги вози, да ги лета. И Young Thug се снима на лайв и некој коментар пишува Alex Ain't P и му кажува види моите фанови викаат дека не си P и тоа стана меме кое се врти на Инстаграм последните 2 недели. Тоа само го дава оној кредибилитет, брат, онака му дава. Да, оној меме елемент на трап музиката кој знае да направи хајп, дали за добро или за лошо, али комплементарно е со музиката. Музиката ја зборевме прошли пат, погледнете претходната епизода, да сакате да чуете што има да кажеме за Гана, за DS4, али музиката е таква како што треба да биде, не е ништо посебно, него е тоа. Плюс има и некој мал биф со Фреди Гипс, кој исто така поише меме од двете страни. Поише меме од двете страни, Фреди Гипс него не сваќа тоа сериозно, брат. Што уште поише му дава само онака Баблин се збори за проектот, се збори за артистот. На секаде може да се види пато на Инстаграм и тоа е тоа, брат. Ме разбираш, као тоа е, успеа да го направи тоа што е и фактички успеа на многу интересен, па брат, искрено и без никакви пари, као тоа не е ни кој знае каков маркетиншки потег, брат, ме разбираш, кај што ова нема инволвирано пари, ова е чисто органско, брат, као потикнато од луѓе, потикнато пред се од нив, меме културата си го направи своето и Твитер си го направи своето и сега е на секаде, брат, Pushing P, брат. Толку, као јас се уште го немам искористено, ама у смисла
ние не можеме толку да се поврзаме, ама на Твитер што се дешава, брат, тоа е брат, иди види ги меншнс кај Фреди Гипс што е тоа, брат. Катастрофа е, као Фреди Гипс веќе си има неколку мемења за него и сега уште толку го напаѓа, као само пишува fuck you, на сите им враќа, брат, као само ги цуеме, разбираш, као човеков. Фреди Гипс е човекот што па на социјални мрежи ептен сака да се најдобриот. Да се копира исто така да погоди на работата да биде онака вирална и да Тоа е. И си има добар момент и затоа Гана го има надминато The Weeknd, брат. Пошто The Weeknd ништо нема, се понаша бумери, постира слики и мемиња лоши, брат. Имаше завчера меме некој. Се осеќа. Имаше некој меме, брат, као демек као хаха хихи, како изгледал претходниот албум, како изгледа сега што следува следно. Као умираш, брат, сега си више на 70 години со Don FM, брат. Следно е гроб ме, разбираш, као тоа е, нема, ама реално, шо е следно, брат? Точно, брат. И ќе видиме, ама го покажа тој интернетот, пак си ја покажаш силата, ме разбираш, као овде е тоа, брат. Џабе ти кухава машинерија ако имаш, ти да имаш еден вирален момент кој што го има сега ова. А факт е дека YSL се многу смешни, брат. Јанг тако онака е препозитивен, Гана е смешен, глупости, брат, гуфи се такви целите, се ставаат на лайв чуда, конверзираат со фановите. Тука се ме разбираш, тука се со луѓе. Брат, меме е само по себе, не знам, ги следиш Гана, YSL и Young Thug на Facebook, брат? Следим не, на Facebook не. Не, брат, на Facebook заследи го, брат, на секоја слика, кај негов сајни, рапер, што и да е, след, пишува и као го имаат прашано дали он е, брат, тој што си го следи, што си го користи Facebook, и вика да бе мое, им пишувам ги поддржувам моите црнци, брат. Им пишува след и змиички им праки, као луѓе што не ги следат нив. И ми искача коментаров пошто Young Thug искоментирал и они добиваат експожер од тоа, ме разбираш? Луѓе се смеат, ама им влагаат у очи ствариве што се дешаваат у YSL и тоа е многу добро, брат. Тоа е многу добро и заради тоа, брат, не е ни машинерија, туку тоа е само органски онака, од чиста заебанција почнало да функционира алгоритмот за нив и стигне до вамо кај што се. И многу ми е мило за тоа дека Гана уствари победи на еден начин, брат. Ова е победа за Гана, а ова е пораз огромен за The Weeknd. Ти да се спуштиш од пола милион продажба у One Week Sales на 140 и тоа да не го имаш и тоа да немаш number one. Добро сега, тоа поише проб за Гана, али до Weeknd остага не ми се не збори за него, више тоа е тоа. Него сакав да кажам дека YSL мора да се навратам и да кажам, го заборавивме, не зборевме толку многу за проектот заеднички колаборативен кој иде за во март од цела YSL екипа, односно Young Thug, Гана и нивните signees што ги спомна и плюс блиски пријатели со работници. Сега спремам еден мини серијал на миксови кои планирам да ги снимам деновиве. И сватив дека има многу добри песни од тој проект кои ми се наоѓаат во Сарато и кои ми се ги немам пуштено можеби на подиум, освен Solid и уште една-две песни од таму или Ski, али има многу добри песни дека мене во ротација, посебно за оној Vibe серијал кој е така малце по спорт, трап, мелодичен. И мислам дека тој проект јас го стави во моите топ 3 колаборативни проекти, но мислам дека од оваа гледна точка ќе остане како солиден проект со добри синглови и добри one-off траки и на крајот денот е како што викаш ти репрезент проект за сите подпишани за нив да си го искажат своето. Така има таму и дип траки кои можеби останаа незабележани од јавноста, но најверојатно исто и од мене, брат, ако го преслушав ја освен на трагата со Drake Solid, не се ни сеќавам на други, ме разбираш како. Ама сваќам зошто е тоа така и затоа ти велам битно е на пример такви миксови се секат добро да пошто знаеш како тоа е шоукейс и за твојот скилсет, ама и не толку за твојот скилсет, него ли за твојот скил за како да одбереш и да создадеш така, пошто тоа е на крајот само една проширена, покомплексна плейлиста, брат, кај што е подредена по муд, по брзина, по све. Тука ти диригираш со тие 40-50 песни што ги имаш тајано. Многу е битно, брат. И многу е добро кога ќе има некое такво изненадување што не го очекуваш овде, пап влага и си викаш ова функционира. Ми се свиѓа песна, ај ќе ја вратам, брат. Да. Јас сега вие следните миксови што ќе ги правам, сакам да става музика која што не можам никако да ја пуштам во клуб. Има многу таква музика. Тоа е многу битно дека така ќе можеш да даеш шајн на музика која што не можеш инаку да даеш. Дека за жал 90% од музиката што слушам дома не можам да ја пуштам никаде, брат. Или пробувам да ја пуштам, а ако нема да ми успее 2-3 пати се откажувам и тоа е тоа. Нормално. Не сакаш да ги
Не да ги не Не нервозни тупиш. да ги правиш, ама ја тупиш работата пошто ќе има некој ќе си каже абе не иде ова, ме разбираш Да. или нешто такво. Не мораш да запазиш и луѓето како се чувствуваат и тоа е многу битен дел од диџејството Тоа е најбитен, брат. Тоа е дефинитивно најбитен, да. Кога сме више кај мојот микс кој го спремам, треба да го снимам најверојатно денес или утре, денови веќе излезе се надевам. Мора да ги спомнам и D Block Europe. Имаме зборено за нив. Тоа е едно дуо од британската сцена. Еден има познат од нив двајца кој е Young Guts. Верам дека го знаете, он го извади оној заеднички проект со Чипи со Скепта пред година две. Он извадија албум во ноември, 19 ноември 2021. Нивните албуми или микстейпови се многу долги, така да тоа што не стигнав да го преслушам, али деновиве секој ден малце по малце го преслушувам. Мора да го спомнам Home Alone 2, класичен D-Block проект, 23 песни. Звукот е препознатлив за нив, таков вајби, спор, мелодичен трап. Они се многу мелодични, со многу аутотюн. Темите кои се вртат тука се тие класични D-Block Europe теми, пред се дрога, жени, курчење со скапи саати, со скапа облека. Тоа е лајфстајлот што го тераат и тоа е музиката која ја прават. Ја во принцип не кем премногу таква музика, али они го прават на многу добар начин, посебно Young Guts. И за тоа и постојано ги слушам. Плюс искрен ќе бидам, јако музиката е спора, мене ме мотивира и ме инспирира. На страна од не дека ме инспирираат брендовите кои ги спомнуваат, него зборуваат за тој хасл, зборуваат за грайндот, зборуваат за тоа како стигнале до тие работи и што прават. Но ме потсеќаат на Нефи Смолс и на М Ханшо и токму поради тоа ми си постојано во ротација. Ќе ставам неколку песни од нив на бар ново прво издание од миксот и морам да спомнам неколку песни кои се хајлајт од овој проект. Ако сакате да ги чуете, ќе ги ставиме на плейлистата. No Competition, која беше водечки сингл од овој проект. Самата трага се вика No Competition, почнува No Competition, I Only See Me, демек сум фокусиран на себе, не гледам од другите, сум у свој лейн, нешто со кое што многу се поистоветувам и сакам да е така и за мене како диџеј, за ова што го правиме ние и за другите проекти во кои учествувам, сакам да се бидат фокусирани на својот лейн, наместо да се борат со поднаводници конкуренција која Така. најверојатно не ни постои. Мора да спомнам траката со Central C, артист кој го зборевме прошли пат, ако не се лажам, се вика Overseas, може да кажам нека најголем бенгер од овој проект. И Central C многу добро легнува и на овој бит. Добро се комбинираат, ќе чуете ако ја слушнете нашата плейлиста или мојот микс. Кевин Мекалистер трага кој е како бонус тука кој за летово. Исто така токму тоа што ми треба од нив. Нема ништо посебно, али за слушање у позадина и за осеќање на тој vibe chill момент, ако сакате трап музика, за тоа топло го препорачувам овој албум на D Block Europe. Верувам дека немаш преслушано овој нешто што скроз ти е оф од твојот радар. D Block Europe буквално само еднаш имам слушано и тоа беше кога зборевме за Pandemonium. Не знам. Пак ќе кажам дека уште не сум навлезен од тие дрил води. Претпоставувам дека ова е дрил. Па не е дрил, ова е британски. Ова е британската верзија на YSL, брат. Ако можам така да наречам. Во ред, добро, тоа е поинаку. Ама не знам, немам слушано, знам дека имам слушнато нешто. Ова секако го немам преслушано. Останува да преслушам. Ги слушав другите ствари што ме ги прати. Брат, тоа е британската верзија на Гана. Тоа го сфатив секој Така? кога ги видов у фаца онака, значи Ја мислев, ја не знам вали да си имам збунато, ја мислев дека се поголем колектив. Мене ме потсетија, дали ги знаеш, ама не знам дали си они D Block Австралија. Дечките од Австралија што се дрил генг онака цел. Не знам. Нешто имаат со D и они не е ни битно. Знам дека имаат трага со A$AP Ferg, вали да си имам помешано со нив. Можно. Затоа спомнав дрил. Како и да е, знам дека имаш и други албуми кои што ги збореше. Јас сум голем фан, уште прв пат кога ги слушнав, сум огромен фан на D Block Europe. Тоа е тоа. Кажи ми друго што слушаше ново, што има искочено на недела. Значи ја оваа недела преслушав неколку албуми, бидејќи патував во кола ми е најубаво да се преслушувам албуми. Така да ќе зборам за два албуми од британската сцена, значи ова е односно 3 заедно со Home Alone 2 од D Block, Potter Paper и Backroad G. Се два артисти кои извадија проекти не оваа недела, али последниве неколку недели. Ќе почнем од Potter Paper. Potter Paper е можеби го сметаат за еден од најдобрите рапери во моментов на британската сцена. Инаку човекот е белец, е полу
алжирец, ако не се лажам, полуирец, кој има израснато во многу сиромашен дел од Лондон, постојано обкружен со, еве како изгледа, постојано обкружен со криминал, уште од Гелек. дете и слично. Како? Гелек. Прави музика долго време, има долго време завршено во затвор, баш гледав на Vice еден документарец, има Vice многу добар серијал International Rap, нешто се вика International Gangsta Rap, ако не се лажам. Го има таму? Ја го Го пратам има, тоа. го има таму сега, мислам дека излезе пред некој ден ја гледав излезе. последната што беше у Гана или што и да беше тоа, не памтам. Не, со овој со Наира Марли. Со некој идат Сега баш гледав отидоа у Данска или у Стокхолм тоа го нешто гледав и беа. јас во Данска. Со тие дрил артисти и сега ако има некое ново неам гледано, ама ја пратам, го поштаем ликот, пошто иде на многу чудни места, иде на многу, у смисла чудни, не се чудни, места каде што не очекуваш дека би имало таква дрил сцена. И мислам дека тоа е секоја држава, пошто веќе секоја Да. држава има Да. има вакво. Се што не е Британија, се што не е Америка, веќе има своја сопствена дрил сцена и го прави интересно да биде, брат. Ама ќе гледам ова ако има за него документарец. Има ќе го мини гледам. документарец за него на Vice, а инаку Potter Paper, албумот се вика Thanks for Waiting. Се вика така бидејќи долго време беше во затвор. Вадеше некоја музика во меѓувреме, но неговите фанови чекаа на овој деби албум, конечно официјален. Албумот излезе на 1 октомври, има 18 песни, јас тек викендов стигнав да го преслушам искрено и сум многу задоволен. Значи ова е британски рап, ќе кажам at its finest, бидејќи го има скроз нема, може да кажам дека нема допирна точка со тоа што се дешава у Америка или на другите страни од светот. Акцентот е многу британски, темите кои ги обработува се британски или можеби европски на некој начин. На албумот има буквално се што треба да има. Зборува за своето минато, зборува за деновите поминати во затвор, сите ups and downs кои ги има доживеано на својата кариера. Има неколку многу јаки бенгери кои више ги имам се стајано и ќе ги пуштам, се надам дека ќе ми поминат. Комплетен албум за еден хип-хоп артист звучи добро, на моменти можеби звучи репетитивно со неговото флоу, бидејќи е рапер, британец, на моменти може да е малку тешко за слушање, за луѓе кои не слушаат толку британски или толку не сакаат да слушаат рап, но оверал звучи добро. Продукцијата е солидна, има од се по нешто, има и трап битови, има и дрил битови, има и бумбапиш, такви покласични хип-хоп битови, па дури има и нешто така малце повесело. Се појавуваат интересни гости кои се, ќе речам, стейпл на сцената во Британија, не они прв ешалон на Дейв, Скепта, Стонзи, туку целиот овој втори ешалон кој Така. јас го пратам и кој ние го збориме тука. Пред се тука мислам на М Ханчо, NSG, Хейли од Western, се сеќаваш да. за кого зборувам. Тигс the Author, не знам дали се сеќаваш на песна, не знам на кој албум се најде, ја зборевме на Пандамониум, али дечкото е луд за рефрени на песната Gangsta Writers, која во моментов е баблин сингл на британската сцена и има по плейлисти, ја знам дека ја вртат на радио. Мора да се спомне тука Дига Ди и Unknown T, кои се уште по длабоко од Така, Unknown ти е познат, го имаме зборено овде, да. и Дига Ди исто, тоа се дрил британски рап артисти кои се онака у својот лейн и се супер, така да сакам да кажам дека албумот е онака Стект. е стект и ја опишува добро британската сцена во моментов. Значи не е толку интернационален, туку е поише Да. за тоа што е. Комплетен чуе. албум, треба да го чуеш, мислам дека има ствари кои ќе се допаднат. Интересно звучи, онака и го испрезентира добро и мислам дека ќе се најде нешто квалитетно у него, сигурно. Сигурно е. Ставив 4 песни на плейлистата, отидете, преслушајте ја. Nothing's Free, на која гостува Suspect OTB. Го слушав на едно интервју, тој е најверојатно артист подпишан за него. Дечкото исхина на последниот верс. Премногу ми се свиѓа, ова е таков енергичен трап бит, ме потсеќа на Бет, траката од Скепта и Октавијан, али малце поенергична. Така. Ако се сеќаваш, Plain Clothes, на кој гостуваат NSG, кои многу добро му даваат онака некоја друга перспектива на албум, малце го развеселуваат на момент, поише певливост, за NSG јам зборувам милион пати. Треба ги преслушате. Gangsta Writers, траката со Tix the Author и Ketchup, на која гостува М Ханчо, која најверојатно ќе става на миксот за кој што зборував. Тоа е таков стил. М Ханчо е еден од моите омилени артисти, општо од сите
држави сите правци и се одлична комбинација со Potter Paper. Thanks for waiting, Potter Paper. Чујте ги прво траките на нашата плейлиста, ако нешто тоа ви се допадне, отидете и преслушате го целиот албум и зринете го видеото на Vice. Мислам дека трае 10 на минути, не е многу, доволно да добиете перспектива за неговиот живот и неговата кариера која допрва сега почнува откако излезе од затвор. Он е убеден дека нема да прави више глупости, среќен дека може да заработува од музика и сега се посвети целосно на музиката и го бива за тоа. Ти пуштив еднаш лани, има од него многу добар фристайл на Lemon Pepper инструменталот. Може Валјда имам нешто слушнато, ама не се сеќавам, брат. Не ми останало во ум и ниту име ни ништо, ама вака како што збориш, сигурен сум сега дека ќе сидам дома, на работа сум до 12, ќе си го пуштам, ќе чујам. Ќе чујам да видам што има. Кажи ми за следниот. Јас следниот многу ме интересира, ја не знаев дека има искочено такво нешто. Значи, ова ми го збореше и не ме разочара воопшто. Тоа што чув воопшто не ме разочара. На британската сцена постои еден артист кој се вика Backroad G. И секој од нас, значи јас, ти, Ведран, дури Марина, шарот до Марина, која баш вчера постираше песна од овој албум, секој од нас има стигнато до овој артист од различна страна и секој го доживува на свој различен начин. Мислам дека ти и Ведран може би имате стигнато преку Пасалу, али ја имам стигнато например преку NSG до него. Не знам Марина од каде го знае, ама дечкото е артист кој е многу, како би го опишал? Ја би го опишал така, артист од британската сцена кој има многу, звучи многу африкански, звучи многу агресивно, а од друга страна знае и да пее, може да се снајде добро на секаков вид на битови. Ајде, опиши го ти од твоја перспектива како го доживаш Backroad G. Чуден. И уникатен. Уникатен артист кој што ретко можеш да најдеш таков друг пример, брат. Редок специменен дефинитивно, пошто ја го знам и го дознав уствари, се запознав со неговата музика од My Family. Песна со Пасалу на албумот кој што од лани најголем впечаток ми остави од таа сцена. Send Them to Coventry, веќе поише пати го имаме зборено. И ти доаѓа, брат, уште на спотот кога ќе го видиш, и спотот каков и све тоа, многу добро ја вози. Посебно таков бит со таква енергија, со таква агресија. Брат, Пасалу е еден од агресивните и енергичните рапери што ги знам. Ти да ја надминеш таа енергија и тоа на фичер, да не е ни на твоја трака, тоа кажува нешто за тебе, бе. Точно. Тоа кажува нешто за тебе. И го имам гледано лайв, имам гледано него и имам слушано други ствари, никад ме нема разочарано. И тоа што велиш, многу е различен, брат. Нека знае да урла, знае да се дере на песни и тоа е негов стил и после кај што е певлив, кај што пее, кај што е нешто поафричко, си викаш како Као. И тоа валјда, не знам он дали е од Гамбија, знам дека Пасалу е од Гамбија, Backroad G не знам од кај, ама како и да е, еден од после Пасалу за мене е еден од најинтересните артисти од Британија. Многу е карактеристичен и не знам како да го опишам онака со збор 2. Стварно е уникатно. Ако треба да се поврза да се спореди со некој, најблизок е Пасалу од артистите кои ги знаеме и кои може би луѓето ги знаат. И пошто и Пасалу знае да иде на афрички битови, на ритмови и да рапува онака на трап битови. И овој албум излезен у октомври, 29 октомври 2021. Викендов го преслушав неколку пати. Интересно е дека овој албум е долг, 18 песни, не знам зашто ги прават толку долги албуми уште во Британија, они се знаат. Интересно е дека почнува многу дрско и многу агресивно. Почнува со дрил, почнува со трап и почнува со грајм. Првите 7 песни се онака скроз трап, грајм, дрил. Има гостување од Lethal Bizzle и Jamie E, кои се легендарни на грајм сцената. Има тука некои други гостувања кои искрено мене не ми се познати. Тистрап и BG, али првите 7 песни се енергични, се трап, се агресивни и можам да кажам дека не ми се свиѓаат толку. Таа страна на Backroad G не ми се свиѓа. Ти го преслушав тој дел? Ја само ги чув траките ти што ги имаш тајано во плейлистата и траката со Джейми. Страшни. Као мене тоа ми се свиѓа, мене и мислам он е добар и кога е ваков мек, траката со NSG е феноменална, брат. Певливи се, многу е добро, интересно. Да. Ама мене, ја дека валјда така го фатив у таа зона го дознав, таму највише ми се свиѓа кај што е агресивен, кај што се дере, кај што такове, кај што си го држи своето, брат, кај што продукцијата му е таква и го тера да биде и он таков.
Мене тоа ми се свиѓа. Не значи дека ово друго не е добро. Баш затоа велам дека е човекот е all around онака и знае многу добро да се снајде на било каков ритам, на било каква мелодија, без разлика дали треба да пее или да рапува или буквално и да вика во некои случаи. Многу е добар, само ќе оставам на луѓе да го чујат, да преслушаат и да они да си пресачат дали им се свиѓа или не, брат. Не, џабе ти ќе им го објасниш, ова не може да се објасни. Ова треба Точно. да го чуеш и треба да пошто и не е само тоа, брат. Неговата естетика, брат, он како изгледа, како се облекува, спотовите какви му се. Гледајте го спотот на My Family со Пасалу. Тоа е лудори. Ја такво нешто немам видено, брат. Да. Ме потсеќа на Кендрик и неговите спотови такви што беа, пошто го има тој истиот мувмент на камерата, ама е сосема поразличен, многу е енергијата е таму, брат. Многу е карактеристична. Нешто вајда што се одразува од неговото потекло, како потекло. Тоа сигурно влечи од таму некаде, брат. Неговото потекло и звуците за кои има израснато во Британија и звуците кои се популарни сега, да речем. Сигурно, да. Сигурно, ама заслужува внимание, заслужува луѓе да му седнат да го преслушаат. Ако им се свиѓа британска музика пред се, пошто британците реално знаеме дека може да бидат онака сосема нешто поразлично него ли тоа што имаш слушнато. Пасалу е дел, колку и да влечи од хип-хоп, колку и да влечи од граим, Не влече многу, он е сосема продукт поинаку. на британската сцена, брат. Ја тука не ама осеќам на све, брат, разбираш? никакво американско влијание. Да. Е баш тоа, дека овде нема никакво америчко влијание, овде е буквално само Британија склопено онаку во еден melting pot. Ова е албумов. Точно. Значи имаш гостување од легенди на граим сцената, имаш гостување од јамајканци, Stylo G и Стеф Лондон. Стеф Лондон се рачуна најверојатно дека од Британија, Од Британија, да. али мислам дека потекло од Јамајка. Имаш гостување од Пасалу, имаш гостување од NSG, Мис Бенкс, исто така доста популарен артист од Британија, Оламиде од Нигерија, ако не се лажам, да були не знам кој е, но има гостување тука од луѓе кои се од британската сцена, од различни подправци или жанрови кои се блиски или И сродни на таа популарни сцена. на таа Да. сцена. Чујте ги, трагите го ги имам ставено на плейлистата, ако нешто ви се допадне, истражете повеќе. Мене најдобра песна ми е песната Мботе, која е многу мелодична и многу интересна, многу убава. Ја слушнав во прав момент, додека се возев у кола и грееше сонце и ептен ме погоди. Трагата со Мис Бенкс, трагата со NSG, ако не се лажам, ја ставив и трагата со Пасалу. Така да преслушајте ова, џабе збориме, додека не чуете, нема да добиете перспектива зашто останува збор, но ова за мене е многу квалитетен албум и можеби ќе добиете перспектива со Potter Paper, Backroad G и Deep Black Europe, што од прилика ја слушам дома и што ме возбудува најмногу од не е хип-хоп, што ме возбудува најмногу од поглед на музика на страна од Така. она класична афро музика, мада и овде од 7 до 18 песна Има се- елементи. повеќето се Нормално. афро или влечат на афро, Да, влечат да, на да. денскол или на некој таков. Па тоа е Таков доброто, стил. дека имаш за секој се што, брат. А и не е тоа направено за да има, туку човекот едноставно таква музика креира, брат. Може во една песна да биде многу енергичен и да биде рап и да се дере и да биде граим артист и што и да е, и после да има мелодија и да звучи како од Нигерија, да доаѓа како од Лагос, брат. Така да тоа е само еден квалитет што го има тој, брат, ништо поише. Тоа е добра ствар, не е лош. Точно. Ја мислам да ја кажав се што имав за музиката која е ставена на плейлистата. На плейлистата исто така имаме ставена и музика која зборевме прошли претходниот пат, пат, да. точно. За крај мислам дека само треба да кажеш за веста дека Брокхемптон се Јап. распаѓаат и Да, тоа прочитавме, искрено знам дека интернетот малце у шок ги фати, ја не сваќам зошто е тоа така, пошто Брокхемптон е група, еве да видам коректен, е бојбенд кој што велат они од брат преку 10-15 члена, можеби и 20, пошто таму не сите што се внатре во Брокхемптон се артисти, имаат графички дизајнери, режисери, све и свашта, секакви креативци. И као чудно е дека и успеа да стигнат до овде, бидејќи Брокхемптон официјално како група постојат интересна приказна имаат, бидејќи стартнале од форум на Кање, таа причата што е Кање тура, Кевин Абстракт пишал као еј собирам артисти, приклучете ми се, ќе живееме во Лос Анџелес, ќе правиме музика. Се пријавуваат луѓе, доаѓаат, прават музика, креираат тоа што е.
Имаат албум од 2015 All American Trash, па после вади Kevin Abstract. Пред тоа ја ги знам уште од пред тоа, уште пред да го извадат All American Trash. Има неколку песни со Fool's Gold Records. Не знам зашо веќе втор пат ги спомнуваме Fool's Gold Records. Тоа беа 2014 валјда. Тоа што се појавија на SoundCloud. Ја тоаш искочија сите ствари. Gold Link снимаше за Fool's Gold. Fool's Gold у тоа време Flatbush Zombies го пушаше Фреди Гибс у тоа време со Old English. Има Fool's Gold у тоа време беа онака репер за добра музика. Mad Decent беше комерцијалната EDM верзија од артистите, а Fool's Gold се фокусираше на оние малце поалтернативни, малце по underground кои се у својот лейн. Така. Артисти, пак им даваше глобално внимание бидејќи Fool's Gold не е Имаше мувмент цел брат. Не. Ама не е хип-хоп лейбл. Не, за луѓе што не знаат, Mad Decent што го кажа Дарко е рекорд лейбл на Дипло, каде што припаѓа Дипло и неговите артисти сите, значи као Ники Биджем, као сите тие што беа. Сите тие тука беше и потпишан и Риф Раф. Има они што работка со Мигос, имаше многу такви моменти. А Fool's Gold е фактички проект на A-Track. На A-Track исто легендарен диџеј кој што своевремено во почетоците на траперата и тој имаше ненормални ремикси, беше многу познат со неговите скречеви, тој е предобар диџеј, многу технички спремен, имаше многу интересни моменти каде што инкорпорираше скречови со трап музика, правеше добри рутини, настапуваше низ цел свет на сите најпознати фестивали. Така да тоа беа две интересни струи во тоа време и Fool's Gold беше дефинитивно таа поалтернативната каде што има една трака Dirt се вика од Брокемптон која што од 2014-2015 година ја тоаш ги упознав, после се навратив и на приказната како стигнале до таму. Интересна приказна во 2017 некаде Амир Ван, за мене мојот омилен член на Брокемптон, најспособен рапер, најдобар музичар според мене, заради allegations, тоа што се случи, нема да навлагам во тоа, за стварите што ги правил беше избракан и ја од тоаш мислев дека Downhill ќе биде од тој момент па надоле, пошто еден кор мембер на групата си замина, ме разбираш, као остава дупка, не може тоа да се пополни туку така. Тоа не беше случајот, нивната фан база некако ги исподржа сето тоа, пошто тоа е многу брат, не можеш да бидеш фан на Брокемптон, или си фанатик или си ништо, брат, ме разбираш, као или си хейтер или ќе умреш за нив. Многу чудна фан база. Ја ме сакам музиката, можеби сум еден од ретките кај што и ме сакам музиката, ама не навлагам толку на трешноста, као не ги следам на Инста, не ги пратам шо прават, пошто премногу се брат, 20 луѓе се, не можеш сите да им посветиш внимание, не ги знам сите главни артисти кои што рапуваат, кои што пеат, ама не можам вака да ги знам кои се графички дизајнери, као не ме интересира тоа. Од друга страна, извади уште 3 албуми, 4 до тоаш, успешни сите, си направија и сега ме нервира луѓе кога ќе кажат end of an era, брат. Не е тоа никаква ера. Не ме сваќајте погрешно, квалитетна музика правеа, добри беа, солидни беа, но се тоа што они правеа беше агрегација на неколку артисти кои што они беа многу квалитетни, ама поише стилот и се одликуваше на музика која што веќе постои земена срошено само во едно. Тоа ми беше единствената критика. Многу добри, многу искрени, многу имаат направено и за Kevin Abstract, има неговото влијание за LGBTQ фактички делот од рап сцената, за целата мисогинија што постои во рапот. Направи многу. Нивниот инфлуенс на тој начин е многу виден. Не дека тие ја смениле индустријата, баш тие не соработуваа со никако. Жими се една песна имаат со Denzel Curry. Така да беа сами, цело време беа Lone Wolf, успеа на свој начин, мило ми е за тоа, ама кога ќе кажат луѓе end of an era, морате да сватите дека овде има премногу креативни ствари кои што се дешаваат позадински, многу несогласувања, кој знае како било тоа. Луѓето живеат, 20 луѓе живеа во една иста куќа мало у Калифорнија, у некој градче мало. Така да јас само ќе им аплаудирам дека издржале до овде. Мене тоа ми е дека имаат и премногу уште од кога се деси тоа, си реков дека тиквата ќе пукне кај да е, као не можеш поише од 4-5 луѓе во извадија 7 албуми. И баш имаше меме, маната ми го прати преска кај што вели дека Брокемптон успеале као демек станале познати уште откако Блонд и ДМ имаат искочено, ме разбираш, као у тој период до денес имаат извадено 7 албуми, а Кендрик Ламар има извадено 1, Френк Оушен има 1. Ама тоа не е репер за ништо. Ја никад Saturation 1, 2, 3 се добри албуми, ја никад не би ги ставил над Blond и Damn.
иако се солидни проекти, ја поише ги сагам предходните. Пред Ginger, све тоа што следеше пред Ginger, Saturation 1 и 2 ми се добри, Saturation 3 ми онака и од таму веќе и не ги следав толку. Ginger, Iridescence, како и да се викаше тој албум, не ми е нешто посебно. Ама не ми е ни жал едноставно, ама како ќе кажам, квалитетни. Сите се добри артисти внатре, се надам дека ќе си го најдат Амир Вен, има веќе извадено некој проект. Он ми е добар, пак се навратив на неговите ствари. Валјда ќе терат нешто соло, сигурно нема да се изостават, валјда имале премногу распукување и the circle of life, брат, се дешава тоа да пукне тиквата едноставно и да заврши тоа што било. Нормално е тоа. Така да не жалам, ама нема да кажам дека е дефинитивно не е end of an era, пошто не ни било некаква ера to start with. Јас само тоа ќе кажам. Не е тоа за да им одземам од нивната уметност и тоа што имаат направено, туку едноставно луѓе сега премногу ќе хајпаат дека нема да постојат од април па натака. Веќе има они хијатуси, не настапуваат, откажуваат турнеи, се собраа едва и сега да ја направат оваа и да прекинат. И као, окей, барем го правите на добра нота, ќе завршите со турнеја, ќе им даете на луѓето тоа што сакаат. Така да не знам што да кажам, тоа е за Брокхемптон онака, као добра група, окей све, малце прехајпната од своите фанови. Нешто што ме нервира онака. Не можеш да бидеш casual фан на Брокхемптон, брат. Као мораш да го следиш Джоба на Инстаграм, не ќе да го следам Джоба на Инстаграм, не ме интересира Шопри, иако е феноменален вокалист. Али тоа е. Немам што да кажам, брат. They had a good run. Не, знам дека индиферентен сум скроз за ова, знам дека ти не ги ни слушаш, ја ги фатив уште многу таму уште луѓе пред да знаат што е Брокхемптон. Така да знам од кај доаѓам, знам зашо го зборам ова што го зборам. Мене старите ствари многу поише ми се свијаат неголи овие. Тоа е. Не верувам дека е ера некаква створиле, не оставиле трага, ама нема да остаат дупка на хип-хоп сцена, само тоа ќе кажам. Нивните фанови ќе најдат некоја следна група што ќе се појави, одма да им го пополни нивното секојдневие, брат. Тоа е тоа. Тоа беше се за денешниот подкаст. Фала ви многу што останавте до крај. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова е мојот човек Tragic Gate Activity. Проверете нашата нова плейлиста на Spotify, нашиот нов профил на Spotify, каде ќе ги ставаме новите Pandemonium радио плейлисти и се слушаме пак наредна среда. Тоа е тоа. PS. Само ќе кажам уште едно нешто. Слушнете го новиот албум на Earl Sweatshirt и ќе збориме во следна емисија за тоа. Чао! Чао!